На 20 и 21 декември во хотелот Америот ќе се одржи 9-то поред издание на Винодонија. Многумина од љубителите на виното и сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за виното, едва го чекаат овој престижен настан, на кој што покрај тоа што се ужива во доброто вино, можете секако и да присуствувате на некои од предавањата кои што ги одржуваат врвни сомелиери, учители кои што ќе имаат можност да ви го пренесат нивното знаење и да научите многу повеќе за виното. Еден од нив е и Александра, со кој што ова утро ќе дознаеме повеќе детали за тоа што ќе представуваат предавањата и што се ќе имате можност да слушнете и да научите таму. Александар, ќе ти посакам добро и убаво утро. Најнапред, оние предавања за кои што ти си задолжен како сомелиер, се запознаја Австрија и винската звезда на Бордо. Што поточно ќе имаат можност посетителите да научат? Така, добро утро и на тебе. За време на сајмот имаме две презентации во саботниот термин и неделниот, така да во саботниот ќе доживееме една звезда која што е веќе 7 векови произведува вино во Бордо, така да самите присутни на настанот ќе може да го доживеат Бордо како што е, низ 5 декади кои што досега не си има случајно во Македонија. Додека во неделниот термин ќе доживееме Австрија низ сите нејзини регии, подрегии, така да го искусиме прекрасниот автентичен австријски тероар кој што произведува фантастични вина. Да, вие сте така наречено млад, нели вака, по години, млад сомелиер, но со богато искуство зад себе. Како, според вас, луѓето го уживаат виното и колку се кај нас подготвени луѓето и сакаат да научат кога станува збор за предавање од винската индустрија? Па пред се, културата кај нас е доста млада. Иако сме стара држава, имаме доста млада винска култура која што во последните години иде напред, се зголемува, така да во однос на тоа како луѓето сакаат да научат и да доживеат, пред се најдобро се прави преку искуство, преку уживање, бидејќи не секој сака да учи, но секој сака да ужива. Така да имаме доста голема заинтересираност односно од помладата публика која што го доживува виното како пред се култура, а не навика, што е во правилна насока. И сметаме, односно тежнееме како цела земја да одиме напред во однос на винската култура за уживање во однос на виното. Да, споминавме дека Винодонија е тука пред нас, нели? 9-то издание поред. Колку научивме за овие 9 години, можеби во поглед на тоа дека треба да се запознаеме повеќе со она што го нуди виното, винските региони и каква е заинтересираноста од страна на луѓето за посета на винските салони? Во однос на овие 9 години имаме пропорционален раст на посетеност на самиот саем Винодонија, дури на другите саеми. Генерално Винодонија расте. Сите се бориме за да Винодонија биде се подобра, така да не е само и организацијата, туку и ние сакаме да помогнеме за да се раздвижи целата култура во земјата. Винодонија е фантастичен саем кој што секој би требало да го посети за да го доживее виното на малце друг пиедестал, односно како го уживаат секој ден, така да генерално со тек на времето ќе достигнеме се подобри резултати во иднина. Да, на овие предавања како дел од винскиот салон на кој што вие сте нели предавачот, запознаја Австрија и секако винската звезда на Бордо, но каде е Македонија? Тука каде е Македонија позиционирана кога станува збор за виното и за винската култура? Во однос на тоа каде е позиционирана Македонија има раст во последните години. Пред се кој ќе треба да се биде реален во однос дека ние сме млада винска земја, пред си млада земја во однос на ваквите работи, генерално идеме напред. Ќе треба, ајде да кажеме, години, труд, напор и пред се дисциплина, како и на производувачите, така и на населението, на хорека секторот, а и пред се на властите, за да направиме подобра приказна. Односно, кој ќе видиме 10 години наназад, имаме прогрес, што е одличен,
но треба да се потрудиме малци повеќе за видење да имаме уште подобар прогрес. Во однос на компарација, малце не е благодарно да направиме компарација со некои вински земји кои што имаат 5, 10, 15 векови винска култура богата, бидејќи не е исправно, но генерално треба да гледаме ние да бидеме подобри за да достигнеме, ајде да кажеме, еден пиедестал во светот каде што ќе биде уште повеќе признаено нашето вино, кое што нормално и веќе е. Да, и за кого се наменети овие предавања кои што се дел од винскиот салон, кој се може да присуствува на истите? Секој е добре дојден на сите овие настани, бидејќи ние сме отворени, пред се ние како што ги правиме, дури и самиот настан им посакува природно добре дојде на секој што сака да го посети од сите граѓани кои што и не се во винската индустрија, дури тие што се во винската индустрија и во хорека сектора, така да секој што е љубител на вино, можеби сака нешто да научи повеќе за некои од овие предавања, е добре дојден да го посети. Да, убави настани, да се заокружи една година и секако да се научи нешто повеќе кога станува збор за виното, за винската индустрија, па и да го применуваме во нашето секојдневие. Ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време. Благодарам и на вас и ве очекуваме сите на Винодонија.